Мила, ти благодарам денес што одвои време да направиме еден кафе муабет и да поразговараме за сето она што е дел од твојот живот. Јас ви благодарам и на поканата и на Гламур магазин кој што секогаш застанува во поддршка и да се слушне и оно што никогаш не било слушнато. За да бидеме дел од ова снимање и ова интервју. На почеток би сакала да ти дадам еден подарок, повели. Ова се хунза златните капки или хунза маслото од семки од кајсија, кои што се произведени рачно од страна на хунзите и е донесено директно од Хималаите со многу љубов за здравје. Тука сакам да се заблагодарам на Хунза Веда клубот за можноста нашите соговорници да ги добијат на подарок. Може така да ги отвориме чисто и да ги прикажеме. Додека ти ги прикажеме. отвараш, јас ќе кажам оние кои што сакаат да си ги набават, можат да ги најдат во сите аптеки кај нас, а исто така и можат да влезат на страната на Хунза Веда клубот и да се јават и ќе им бидат доставени до дома. Инаку се користат за придобивки, за секојдневието, за имунитет, за здравјето, за подобрување на општата состојба на здравјето и така натаму. Еве јас ќе се надоврзам за ова. Бидејќи сум човек кој што исто така ја поддржувам природната и затоа што тоа секако е се дел од нашата енергија. Ова од блага семка од хималајската кајса, да, хунзата. И без 17 маслото од горка семка. Јас ви благодарам многу и многу ми значат затоа што ги користам. Ги користам чисто за своето енергетско поле, за својата аура, затоа што се природно на природна база и користиме дома и хималајска сол исто така да наговесам. Ајде да се започнеме со кафе муабетот. Значи сите Амила ја гледаат како силна жена. Но што е она што никој не го гледа позади сцената? Значи, дали постои момент кога си почувствувала дека животот ти се распаѓа? Да се вратиме таму кога имаш еден период, сега скоро, кога го изгубивте својот татко. Што точно се случи со вас? Многу прашања, ќе ги ставам во еден одговор. Првенствено, која сум јас дома, е она која што се соочувам со своите прашања како мајка, како живо битие и соочување со сопствениот умор од целокупните активности и работата. Точно дека го изгубив тлото под нозата на 3 декември, кој што ќе остане врежен во моето сеќавање не само и како меѓународен ден на лицата со попреченост, туку тогаш и го загубив својот татко и беше многу болно за мене. Секако дека постои тој психолошки феномен во тој момент каде што јас кај мене се случи како душата да ми добија анестезија едноставно и дојде до замрзнување на емоциите, за да чисто го заштити моето тело од последици. Како поминува времето, се потешко и потешко е. Сега веќе почнува да осцилира таа тага и булка, да пушта и да доаѓам да прифаќам мојата душа да почнува да прифаќа реалноста дека повеќе нема да го видам. Дали тогаш почувствувавте празнина или нешто повеќе од тоа? Што ви беше најтешко да прифатите? Загуба или да продолжите и понатаму со својот живот? Во тој момент, баш тоа се што го објаснив, не почувствував ништо. Почувствував само дека поддршка добив најмногу од сопругот и морав да застанам цврсто пред своите деца, затоа што сепак за нив, за Леон беше и за ќерка ми, човекот кој што ги израсна тие деца и одеднаш го губаат и они, значи како дедо и како родител. Но од друга страна, дали почувствував празнина или и двете. Јас ќе ги ставам и двете тука како одговор. Затоа што едноставно тоа е болка која што човек не може да разбере друг човек се додека не изгуби некого, значи не изгуби родител па за да може да свати.
не може тоа да се опише со зборови, тоа само се чувствува. Значи, вие тука не застанавте, туку почнавте повторно да уште посилно да делувате. Дали болката стана ваша сила? Тука доаѓаме до еден момент каде што се прашуваме себе си, јас себе си се прашав, тоест, дали ќе дозволам болката да ме сруши или ќе ја претворам во сила. И јас тука решив дека ако и дозволам на болката да ме совлада, таа мене потполно ќе ме превземе во своји раце и тука веќе ќе ме искрши баш онака на парчиња, што би кажале душата ќе ме ја оштети и не дозволив, туку решив да ја претворам во своја сила, но со тоа што ќе продолжам да ги држам на станите. Промоцијата продолжи, каде што татко ми немаше 40 дена. И јас застанав, тоа ми беше еден од најтешките делови каде што од излегов на промоција. Тоа беше во Битола. Веднаш продолжи понатаму. Тоа е единственото нешто што ме одржа и ме одржува се уште. Кога почувствувавте дека ова не е само ваш живот, туку мисија, дали тогаш започна и создавањето на гласот од тишината? Кај мен прво, кога почувствував, тоа беше кога отидов на Свети Василий Остршки. Откако повеќето знаат веќе и за тоа дека Леон Кутка прозборе и тука почна да се гради оној мост и онаа поврзаност. Каде што едноставно решив дека нема да молчам, туку ќе бидам баш гласот, затоа што моето патешествие и борбата со Леон ни животот не е за да молчам. На многу родители им е потребно охрабрување. И јас решив да го претворам тоа во една мисија, која што ќе биде преточена во пишана форма и која што секако преку своето знаење ќе можам да и животно искуство и професионалното ќе можам да излезам и да им го дадам она што им е потребно на лицата, од луѓето, родителите во Македонија. Некако родителството ви е еден како многу голем тест во животот. Како изгледа еден ваш ден како мајка на две деца со различни предизвици? Дали некогаш сте се почувствувале немоќна како мајка? Секој ден. Животот на една мајка и на две деца е тежок. Не е воопшто лес. Многумина ќе кажат дека би сакале да се на моје место и да имаат таа сила, па не им посакувам затоа што треба многу да поменат пат, многу. Каде што Бог ги дава баш онака оние битки на неговите најсилни војници кои што знае дека може да го издржат тој крст да го носат, кој што го носев јас. Секој тој е структуриран, значи со рутини, започнува со станување и сето тоа го пишувам во книгите, затоа што не може да се пренесе само со едно гостување на емисии. Затоа реков и дека ќе пишувам, си дадов ветување и моите зборови почнав да ги преточувам во пишана форма, но животот како една мајка воопшто не е лесен на две деца со различни развојни предизвици, затоа што едното се и плюс се во пубертет сега, тинеџерските години се уште потешки, каде што се менуваат рутините секој ден и со загубата на родителот сосема се измени целосната рутина. Сега составуваме полека нови скалела за да почнеме одново да чекориме, секако без еден член во нашето семејство, но некако успеваме. Не, јас пак ќе кажам, ќе се надоврзам, не е лесно. Не е лесно. Многу е лесно кога некој некого ќе погледне и ќе каже одлично го живее животот. Не е туку така се така розово како што им се чини на читачите што читаат портали, на тоа што се пишува, тоа што се кажува. Затоа и ги преточувам и она што го пишувам на моите социјални мрежи, го пишувам од лично животно искуство, но не за да биде со лелегање, не за да биде со кукање како и повеќе, мислам повеќето што ги имам и читано, туку позади секоја таа битка која што сум ја извојувала во текот на денот или тој предизвик со кој што сум се соочила како мајка, јас сум го преточила и со тоа како сум излегла од тоа.
И затоа ги пишувам можеби подоцна во ноќта, затоа што преку ден работам на моментот на тоа што јас сум се согледувам себе си, ништо сум поминала, што како поука сум извлекла, кога сум ги смирила сите работи, сум ги избалансирала во домот, седнувам и го преточувам во пишана форма. Од почетокот на проблемот до како се решил проблемот. Се надевам дека и на многумина им помага тоа, затоа што денеска е најдобро да се живее автентично. Автентично во однос таа сум која сум. Јас не можам да се сменам и да бидам некоја друга само поради тоа што некој друг така сака. Оние што сакаат ќе останат во мојот живот, тие што не ме прифаќаат, немаат потреба ниту да останат, ниту ќе се заменат едноставно. Тоа е одговор на нашите молитви понекогаш, кога ги кажуваме зависи, нели имаме и луѓе кои што веруваат во други работи. Но јас ќе кажам пак едно. Тоа е одговор на молитвата, Господе, сочувај од секое зло. Затоа некои луѓе влегуваат во нашиот живот кратко и заменуваат, да не остават лекција или да не научат на некоја лекција. Што ве научи пак Леон, што ниту една книга не можела? Дали мајчинството ве скрши или ве создаде повторно? И како успевате да бидете и мајка, и професионалец во секојдневието и да се справите со сите предизвици кои што ви се случуваат секојдневно? Леон ме научи на трпение, на љубов безусловно. Што значи да се биде искрен, што значи да се живее слободно и да не живеам по тоа што ќе кажат другите. Тоа што и во книгите го пишувам, тоа во најновите книги што ги напишав двете, кои што одекна многу низ Македонија и низ многу градови, веќе држиме промоции и настани. Тој едноставно е слободен и не баш од она што ќе кажат другите по Македонија се почина. Тој ме научи на таа автентичност, на едноставно да бидам таа која што сум, да бидам искрена, отворена и едноставно да не се грижам што ќе кажат, што ќе напишат во коментари, како што ми праќале скриншотови. Да, јас ќе ги објавам точно, но преку тоа ќе им дадам и психолошка една проценка. Секој го дава од себе си оно што го поседува. Дали било тоа критика, дали било коментар, секој го дава тоа што го поседува во душата. А денеска многу сме свесни, јас сум многу свесна за тоа дека помеѓу луѓето живее многу омразата, љубомората, зависта. Зашто таа може, а јас не. Мојот чекор и мојот пат како мајка е многу тежок. И да се соочувам со двете, јас ги споив двете, и мајката и професионалноста во едно, затоа што само така можам да ги долувам работите како животно искуство, она што го нема во литературата. Јас го имам во својот живот прво израснато преку Леон, а потоа научено преку дефиниции. Сите слушнавме за чудото со Леон и она што се случи на Свети Василиј Острошки, но што на вистина се случи тамо? Дали тој момент ви го промени верата или ви ја откри верата? Таму едноставно науката замолкна. Таму не постоеше науката воопшто. Јас таму се поврзав со нешто многу поголемо од оно што го пишува во литературата. Јас таму се поврзав со духовната и со таа енергија која што ја има на Свети Василиј Острошки. Таа тука доаѓа баш онаа граница која што ми ги помислува, каде што нема граници. Постои само чистота, љубов, верба, мир, тишина. Каде од таму сето тоа го научив и тоа е оноа кое што мене ме крена и духовно и во својот личен раст и развој, да вложам повеќе во себе, отколку да гледам другите што прават. Да вложам во едноставно духовноста не ја врзувам со религијата. Тие две мора да ги разграничам. Религијата е едно, духовноста е друго. Духовноста е каде што душата постојано сака да расте, да се развива, да учи. И тоа е потребно, што е потребно, тоа и го давам. Преку религијата само ги осознав законите како функционираат и секако дека повеќе дава поголема цврстина.
Што почувствувавте како мајка во тој миг? Дали тоа беше присвртница за да ве донесе да се приближите кон христијанството? Како мајка почувствував голем бран на емоции. Тогаш се соочив со тоа, со вистината што значи христијанство. И колку е значајно да бидеме дел од него. Што сакале да не кажат, јас сум ги прочитала сите житија, сите списи од сите светци, но не се гордеам со тоа, едноставно гордоста ја нема. Стравот го нема кога живеам во склад со Бога и со христијанството. Не се плашам од тоа што ќе биде утре и што ќе се случи утре. Тоа е точката кај што направи пресврт во мојата духовност и во мојата промена како човек. Сите ве знаат како жена со силна вера, но кога првпат вистински поверувавте и што беше пресудно моментот, кој беше пресудниот момент за да се крстите? Пресудниот момент што ме промени, сега ќе го кажам и тоа, ме промени еден сон. Кај нас соновите во Македонија многу ги сметаат дека се некогаш знаат да бидат искушенија, некогаш и се прескажувачки. Го имам завршено и метода за работа со сонови. Па така ќе кажам дека моите сонови биле повеќето прескажувачки отколку што биле од свое животно искуство, го кажувам тоа, отколку што биле. Така да тој еден сон кој што го има ми дојде за да направам пресврт, дека сум верувала од мала. Значи од многу малечка. Секогаш сум верувала дека постои нешто многу повеќе и секогаш сум се потпирала на својата интуиција. За многумината би објаснила што е интуицијата и како таа функционира. Интуицијата е одговор на нашите молитви. И затоа повеќе треба интуитивно да се насочиме отколку со разум. Дали ова беше одлука на разумот или повик на душата? И кој беше вашето внатрешно мото во тој период? Повеќе беше повик на душата. По првото стапнување на остров, тука веќе баш се поврзав со тоа. Се поврзав со таа енергија која што ја поседува самиот манастир. И повикот на душата и самиот сон кај мене доведува до тоа да се крстам и да се го призвам христијанството и да се водам, да почнам да работам на себе и на својот духовен раст, развој, со што секој ден ми беше благодатен и научив и за загубата и како со неа да можам да се соочам и со што се случи со татко ми. Ја трансформирав таа загуба во енергија која што ќе ме води, наместо да дозволам болката и тагата да ме скрши. Еве често ја спомнувате енергијата и во своите излагања кога гостувате и по телевизија, во пишана форма или на порталите кога читаме. Па би сакала да ве прашам во тој контекст што всушност подразбира тоа енергија и дали постојат нешто што ги гледате или чувствувате, а не можете лесно да ги објасните? Да, постојат. Значи, кога зборуваме за енергија, да кажеме дека едноставно енергијата е во самата светлост. Значи, светлината е нашата енергија. Сонцето е енергија. Не можеме да одгледуваме, да кажеме, еден домат во подрум и да го одгледуваме во подсветлина. Енергијата игра голема улога и секој од нас ја поседува, но се зависи како ќе ја трансформира. Така да би кажала дека чисто ја спомнувам, затоа што ги имам завршено тие метаконстелации и многу добро знам како енергиите функционираат кај секој човек. Значи, јас кога ќе дојде некој пациент, не го гледам само како пациент, ќе сум клиент. Не го гледам како клиент на кој што јас треба да му ги кажам дефинициите кои што по кои што треба да се води. Јас ја гледам енергијата која што ја носи и товарот од тежината со кој што дошол. Тој не доаѓа за да ги слуша моите зборови како дефиниции од литература. Доаѓа за да му дадам насоки и кога ќе го видам, мене ми е јасно веќе што треба да му кажам.
До сега не сум го зборувала ова и не сум сакала да коментирам на овие теми, но ете веќе во многу земји луѓето знаат како иде тој духовен раст и како да се соочат со сите предизвици кои што им предстојат на патот. Дали во вашата пракса сте се соочили или сте доживеале нешто што за другите би звучало невозможно? Во мојата пракса дали сум се соочила со многу работи за кои што за многумина биле невозможни. Едно од тие работи е моето движење, но благодарение на тоа каде ја собрав силата, јас ќе го напоменам и ова, за да почнам да делувам во Македонија, тоа е од една конференција која што добив покана да присуствувам во 2024 година. На конференцијата јас сум жена од Ана Дуковска. Ана Дуковска беше првата која што ми ја подаде раката и која што застана и ја добив тука силата што значи да се биде жена и дека треба едноставно да си ги отворам своите капацитети и да ги приточам во мисија која што во Македонија ќе влијае многу, како што и почна да влијае, со тоа што нема да го држам Леон затворен дома, туку едноставно нека биде гласот на сите оние родители кои што живеат во тишина, на сите оние родители кои што се борат. Така да тој е мојот дел каде што почнав да делувам. А за искуства за кои досега не сте Точно збореле? искуствата кои што имам такви искуства каде што многумина ќе дојдат и за нив се чини дека е невозможно, но после неколку сеанси, да кажеме, сесии со кои што работиме, им се случило да доживеат неверојатна трансформација на сопствениот личен развој, затоа што тие едноставно ја чувствуваат моќта зборовите како може да делува. Кажи ми, дали верувате дека секој човек си има своја сопствена енергија која што ја носи без разлика дали е добра или лоша, како таа делува на другите луѓе? Во хемија имаме тамас, имаме албредо, имаме рубедо, албредо, мислам, нигредо. Тие се од тамасот до просветлување или темнината до просветлувањето. Секој човек од нас ги носи сите тие работи во себе како елементи, за да може да живее. Нима денови кога се наоѓам и јас се наоѓам во пат. Значи каде што буквално енергијата ми е исцицана, да кажам. Но има денови кога се чувствувам преполна со енергија. Тоа е начинот на давање и примање. И секој човек го поседува, така што јас можам да кажам секој само треба да се отвори душата, но не пред секого и не на секога, затоа што сепак да не дозволиме секој да ни чепка по душата. Душата е нешто што е скапоцено и треба да си го чуваме. Но јас сум решила да ја отворам за да им бидам пример на другите, бидејќи самата сум работела на себе си и се уште работам, не сум запрела со тоа. Значи се уште работам, затоа што сум жив човек, живо бите, кое што чувствува, кое што има емоции, кое што знае да плаче, знае да се смее и не го кријам тоа од јавноста, ниту во движења. И чудата се возможни за оние кои што знаат да веруваат со чисто отворено срце. Не се само избраните, нема избрани. Има само за оние кои што знаат да се препуштат, да веруваат и да не се плашат од ништо, затоа што има некој што секогаш ќе ги води. Некој го нарекуваат универзум, некој го нарекуваат творец, некој го нарекуваат, сите имаат различни, но само еден е Бог над сите нас. Значи, од ова би заклучиле дека ако ние силно веруваме и посакуваме нешто да ни се случи во животот, тогаш го привлекуваме тоа на некој начин? Па да, нашите зборови, нашите уверувања, нашиот мајндсет има таква моќ да може да го направи невозможното да биде возможно. Ако ние постојано размислуваме, има и такви експерименти, ако постојано на една вода да почнеме под микроскоп да ставиме, да почнеме да изборуваме грди зборови, таа ќе престане да кристализира. Доколку пак на една вода почнеме да изборуваме сега утре колку е убава и колку е таа извор на животот, точно без вода не може да се живее. Таа уште повеќе ќе почне да ствара кристали и таа никогаш нема да се расипе, да добие мирис, затоа што сум ги направила и дома тие експерименти. Експерименти ќе ги наречам затоа што сум сакала да се уверам во сето она што сум го учела. Колкава моќ можеме ние да направиме со нашата трансформација и со нашата, која ќе се препуштиме на нашата душа. А
а не на разумот, затоа што разумот знае до каде може да не штити. На душата е таа која што е безвременска. Поради вашата професија што имате доста јавни настапи. Многу теми нели доаѓаат луѓе со различни, како да кажам, перцепции. Сега според вас и сето она што сте го поминале, која тема најмногу ги допира луѓето? Дали публиката доаѓа по знаење или по исцелување? И кој момент од предавањата најмногу вас ве трогнал? Најмногу ме трогна па сега. Луѓето некои доаѓаат по знаење, повеќето доаѓаат по знаење, на крај се заминуваат дури со разбудена емпатија во себе. Се допрело со солзи многу во очите, кои што сум ги почувствувала дека веќе кај нив дури и ако дошле песимистички, си отишле со многу голем оптимизам дека не е крај на светот. Сите ние имаме своји падови и подеми на кои што едноставно сме тука да се поддржиме како луѓе, не треба да се криеме. Така да доаѓале и заминувале среќни, и заминувале исполнети. Не можам да кажам не, дошле по знаење, но си заминале исцелени. Сега нешто што се случи последниот период, го снимивте документарецот на Острог за Леон. Нешто што е како да кажам, најнова информација. Како дојде до идејата да се сними документарниот филм за Острог? Тоа беше по повикот на архимандритот на манастирот и пак ќе кажам дека тоа е повик на самата душа. Значи, по самата енергија и самото се си го направи, самата духовност си го направи тоа. Убаво имав напишано на еден пост, токму по снимањето. 7 години беа поминати од како Леон проговара. После 7 години, како што и Бог во Библијата го пишува, Бог го создаваше земјата 7 дена, а Леон го обликуваше 7 години. Покрај Леон не обликуваше и нас како целина, како семејство и не спремаше за тој пат. Така да тоа што се случуваше таму, јас ќе кажам дека ќе треба да се чекаме да биде изработено сега во Белград на обработка и кога ќе биде веќе споделено, они ќе ми го пратат, ќе ми го дадат, мислам секако, ќе биде и објавено на самиот портал, ќе биде споделено јавноста слободно да може да го види, затоа што само така ќе може да сватат дека токму она што го кажа. Не сме избраните, туку сме само луѓе кои што се како семејство кои што верувало и се препуштило со целата своја душа и со целата своја битие, со секоја клетка од своето битие. Ова беше професионален проект или пак духовна потреба? Повеќе беше духовното, затоа што чудата се возможни. Она што го говоревме претходно. Да дознае јавноста нешто повеќе преку овој филм. Токму така, тоа е не само да дознае, да може да се поврза. Со тоа што ќе се поврза со својата душа, а не со разумот. Повторно со истото се вртам постојано, да, разумот. Разумот знае да не заштити, разумот знае да не сопне, но ако се поткнеме на душата и ако послушаме оној свој внатрешен глас што секој од нас го има, ќе сватиме дека можеме многу да постигнеме во животот, дека не се така црно. Што ќе можеме да видиме во филмот? Што ќе биде уште откриено што не сме го слушнале од она што вие сте го кажувале и по гостувања и нели во текстуалните пишани интервјуа? Што ќе биде тоа нешто ексклузивно што ќе биде прикажано во филмот? Тоа се работи кои што се случуваат токму таму и кои што беа и за мене. За прв пат јас видов нешто што беше чудо, да кажам, од тоа што верував и знаев дека постои нешто. Постоја димензии. Токму тоа и беше и моментот каде што ми се потврди метафизиката која што ја проучувам. Леон како одеднаш почна да раскажува самиот за упокојувањето на Свети Василий кај лозницата, тоа е тој момент кој што беше снимен и како го објаснува тој дел и кога прво јас му го објаснив, мислев дека нема да ме испреципира, дека нема да ме свати што јас говорам, а тој го повтори истото по мене и моментот кога клекна на колена и кога самиот побара да прочита молитва на Свети Василий под самата карпа кај лозницата во близина.
Значи има многу сегменти, делови каде што нема да ги откривам, јас ке сакам и таа Македонија да ги види, за да можат да сватат дека небото не е граница. Се случи ли некоја промена кај вас после снимањето на документарецот и кај Леон? Се почувствува некоја промена? Промената не се почувствува веднаш, но како одат деновите, сваќаме дека допрва тоа не е крај, дека допрва сега почнува мисијата која што му е дадена од Свети Василиј Остршки, тоест од Бога преку Свети Василиј Остршки. Затоа што сите свети се дојдени со некоја мисија тука за да ни пренесат на нас. Колкава е промината кај Леон од оној период кога Леон не говорел, кога почнал да говори и сега? Голема. Значи промената од едно невербално дете, едно дете каде што когнитивните вештини му беа сосема изоставени, едно дете кое што не знаеше да пишува, не знаеше да чита, не знаеше да... Моја мајка, да сега е дете кое што е со надпросечна интелигенција, дете кое што комуницира вишта, дете кое што чита многу јазици, дете кое што говори на повеќе јазици, дете кое што ја владее математиката феноменално, зборувам, но не она класичната математика која што ни е за собирање и одзимање. Ја владее математиката на свој начин, каде што дури и самата јас понекогаш се прашам луѓето кои ги праша за години, што му е тоа нешто што многу го сака, и кога ги праша, кога јас ќе му поставам прашање, чисто за да го проверам тоа е савант синдромот, еднаш кај разговаравме во една ваша емисија, на ваше гостување, тогаш се уште не ги открива во целост работите. Ете, тие се тие промени што се случуваат од едно гостување во друго, во трето, тоа е расток. Тоа е ослободувањето од оние окови што ги носиме. Тука се случува кога ќе му поставам прашање за во 2050 и некоја година, колку години би имала таа личност и тој во неполни 3 до 5 секунди го дава одговорот. Тоа е веќе гениалност. Мислам, гениалност во онаа која што кажувам, да, има заблуди и митови за гениалноста, но гениалноста е во малите работи. Ако почнеме да ги гледаме и луѓето пред нас во друго, наместо со критика да појдеме со љубов, нема да видиме во нив дека они се во тама, со кој ќе им помогнеме. Треба да се научиме на заедничка поддршка, да бидеме ние овде едноставно сме создадени на овој свет да најдеме мир и да најдеме меѓусебно разбирање. Затоа сме дојдени, не сме дојдени да се осудуваме, да се критикуваме или да се навредуваме по коментари или пак по не знам да кажам вербални разговори, хајде сега ќе кажам вака или омраза, не. Колку повеќе владее љубовта помеѓу нас, толку поуспешни ќе бидеме. Преку вашите книги вие практично го пуштате и вашиот глас. Преку сета таа содржина напишана во книгите тоа останува нели за оние кои што ќе сакаат да ги читаат. Дали тие допираат и колку допираат длабоко до луѓето и која книга ви е најразлична од сите што ги имате? Сите тие книги се досега што ги имаме напишано се дел од мојата душа. Не можем да одвојам ниту една, затоа што тоа е потполно од оној пат од почетокот, кога сум почнала да пишувам, до последната. Но една која што бе одвела, тоа е Ангелот по име со аутизам, каде што аутизмот е само име, затоа е кажано по име аутизам. Но тоа не значи дека го дефинира како некоја диагноза, затоа што диагнозите за мене не постојат. Постојат само различни, но слични, како што ми е втората книга, и сите се поврзани на свој начин. Таа ми е една која што ми оставила впечаток, затоа што зборовите не може да се искажат преку едно гостување, не може стручноста што е да се напише во една книга, и затоа овие две изданија се малку по да кажам, над 200 страници. Една книга ми е, значи околу 400 страници се двете книги, се тесно поврзани една со друга. Едната ни ги дава насоките, техниките, како треба да се одвива преку примерот на Леон, а Леон е само една фигура која што фигурира како име, но тоа не значи и напишано и во книгата, да, лековите се изменети. И ова е од нашето поднебје, од Македонија. Значи, сето тоа што е напишано од Македонија и животот во Македонија. Не е преведено од странски живот, затоа што ние го живееме овој систем тука,
Во овој систем функционираме на овие улици со овие институции. Сето тоа е прикажано во книгите. Таа борба со институциите, борбата со системот, кога кажувам систем, тоа е општествениот систем, со луѓето, со погледите. Сега за сега чувствувам дека има промена направена, но во покава мера се уште не можам да дефинирам. Промовиравте и нова книга. Кажете ми нешто повеќе за книгата на што дадовте фокус и еве утре е денот на аутизмот, светскиот ден на аутизмот. Дали во контекст на тоа е и последнава книга? Двете книги се. Две. Светот на аутизмот и Ангелот има аутизам, која што ја напомена. Двете се тесно поврзани и едноставно ви кажала не треба само да се сликаме за 2 април. Јас 2 април како мајка го живеам веќе 12 години. Да го боиме нашето срце во сино, а не да ставаме само сини срциња и сини фотографии за еден ден. 2 април е секој ден на родителот кој што има дете со аутизам. Кога кажам аутизам, зборам само на аутизмот. Не станува збор за други пропратни диагнози. Стрикно на аутизмот. Но оваа книга е повеќе духовен раст и развој, каде што преку аутизмот ќе се допре до токму она што е потребно на луѓето. Тоа е емпатијата, љубовта, како да го живееш животот слободно, автентично. Аутизмот е само име. Така да, промоцијата беше на 3 декември. По завршување на промоцијата тука почина татко ми. Мислам истиот ден, на меѓународниот ден, и сватив дека животот треба да продолжи. Книгите како книги се барани, не можам да кажам дека не се барани. Доста градови поминавме, и Кичево, сега ќе видиме нашиот следен каде ќе биде град, секако имаме работилници. Во Кичево ни беше токму и беше предавање, значи едукативно предавање во однос на психологијата, но не како која што трансформира, а не психологија како наука. Психологијата е наука, но јас се трансформирам и во нешто многу повеќе од наука, затоа што тоа е наука за душата. Можеме да достигнеме до некаде, но не можеме да допреме баш до она што е потребно на еден човек. За 2 април, за утришниот ден, јас би кажала да почнеме да го живееме секој ден со разбирање кон родителите, со кои што имаат лица со атипичен развој. Без разлика дали е аутизам, дали е некоја ретка болест или аутизам со пропратна диагноза. Затоа што секој родител носи своја тежина, почнувајќи од сопствената. Како што јас секој ден се борам со различните рутини на Леон, кој што ги менува од секунда во секунда, каде што јас треба да се справам со одговор на прашање кое што е поставено 15 пати и да имам трпение. Јас само им порачувам да не биде тоа само еден ден обележен, туку да се претвори во секој ден. Ајде нашето срце нека стане сино, како што ги ставаме профилните слики дека им ги го поддржуваме. Не е само да го поддржуваме аутизмот еден ден во годината. Треба да го поддржуваме и аутизмот и родителите пред се да ги поддржуваме. Кој е вашиот најголем страв, а која е пак вашата најголема вера? Најголемиот страв кај мене е да не се оддалечам од Бога. Ниту Бог да не се оддалечи од мен. Тоа е единствениот страв на кој што стравувам, а секако дека кога го имам него при себе и кога секој се враќам на тој пат и кога и знам да излезам надвор, како и секој знае понекогаш да ги заборави тие работи. Најголемата вера е токму таа сега што ја кажа. Верувам. А кога верувам, тогаш ги правам и тие промени. Ако треба да го опишете вашиот живот во една реченица, која би била таа реченица? Не сум толку силна колку што ме сметаат другите. И јас сум човек. И јас имам срце кое што страда, кое што знае да плаче, кое што знае да се смее. Јас сум само еден човек кој што е како и секој друг родител, дали е родител и да не е родител, кој што поминува низ болка, низ тага, низ сите елементи, емоции
во текот на една недела, еве да кажем, или во текот на еден ден може да се случи. Да бидам и тажна, да бидам и насмеана, да бидам и скршена, затоа што се зависи од моментот како кај мене ќе тече тој ден, затоа што не можеме да едноставно не можам да претпоставам ниту самата што може да се случува со едно дете кога е со аутизам. Вечерта легнуваме како што треба, другиот ден стануваме со нешто што не сум го ниту планирала. Да го живееме денот, јас како што го живеам денеска ни е даден ден. Утре не ни е ветен дека ќе ни биде даден. И да си го искористиме за позитивни работи, да оставиме кај луѓето. Што е гласот од тишината за вас денес? Денеска е глас кој што кој што се шири, кој што одекнува во Македонија. Токму она што го кажав и на почетокот. Нема повеќе молчање. Не е Леон дојде на овој свет за да јас молчам. Јас сум мајката на која што ми е дадено мене детото. Да, Леон дошол кај мене. Но јас сум таа која што треба да го извадам тој глас надвор за да биде поддршка и за другите родители и да ги охрабри баш да бидат глас. Гласот од тишината денеска за мене представува многу моќен символ, каде што е скршена тишината, а веќе гласот се слуша. Сте посетиле овај како за крај многу светилишта, многу храмови. Дали би кажале некое искуство, нешто невообичаено што сте доживеале некаде? Да, имам посетено на многу места, многу храмови и веќе кажам каде што имам почестувано исто така нешто што допрело многу до мене, тоа беше во Јаши, во Романија, на Света Петка, Епиватска, каде што и рацете и беа топли кога ја допра. Тогаш немаше гужва, немаше многу луѓе, како што знае на празникот да биде, таа се празнува на 27 октомври. Но да не забораваме, и во Македонија има многу светилишта. И во Македонија имаме многу манастири прекрасни и треба да си ги посетиме. Сега брзо бев на едно предавање пред 2 недели на отец Предраг, самиот храм во Свети Никола, самиот храм Свети Никола во Крушево представува нешто кое што со години е таму. Го имаме и Архангел Михаел во Берово, ја имаме и Богородица во Берово. Го имаме Свети Кузман и Дамјан во Долно Сонје. Тоа се Свети Јован Крстител, тоа се многу моќни манастири каде што јас сум доживела да ги видам луѓе како се трансформираат. Значи да отидам со нив и наредниот ден да ми се јават да ми кажат да јас се чувствувам многу подобро кај мене. Значи тоа се работи можеби ќе бидат смешни за некој, можеби не, но тоа мене воопшто не ме интересира. Она што треба да го пренесам како порака јас ќе го пренесам. Треба да водиме грижа за тоа како се чувствуваме внатре, а не да водиме грижа како треба да изгледаме од надвор. Надворешниот изглед е лажен. Но внатрешниот изглед е оној кој што ние лично си го познаваме. И ако бидеме ние, јас не сум совршена, како што и самиот Фроид кажува, колку личноста е посовршена од надвор, таа повеќе има демони од внатре. Тоа е еден цитат кој што одекнува во моето. Токму така, тоа е вистината. Личностите кои што се совршени од надвор, во суштина се соочуваат со многу големи проблеми од внатре. Еден од најголемите проблеми е егото, каде што не може да биде контролирано од суперегото. Каде што идот самиот врши притисок. Тоа се психолошки работи кои што прво се изучува психологијата, а потоа преминав на изучување на метафизиката, каде што Свети Василиј Остришки мене отаму појде моето насочување кон метафизика. Психологијата е наука за разумот и таа разумно да можеме да ги сватиме работите во нашиот живот, но метафизиката е токму духовниот водеч на ни е потребен. И убаво би било да можат сите да ги посетат, така да не би гледала религија, затоа што на остров не се гледа од која религија си. Ниту кој си, ниту како си дојден, ниту како си облечен, ниту што си донел. Битно е со какво срце влегуваш и со каква верба пристапуваш таму. Јас ке кажам, на Леон му Свети Василиј еден од омилените и само омилените. Тоа му е втор дом. Таму Свети Василиј ми го воскресна дедот. Се радувам многу кога ќе му кажете дека оди таму.
Да, и сега повторно ќе имаме одење повторно таму, затоа што првото негово стапнување беше пред после 5 години од како проговора. Значи после 5 години, тоа токму колку имаше 11 години, имаше кога прв пат стапна на Свети Василий Леон. И кога стапна таму, јас се плашев, јас стравував од тоа како ќе го прифати, затоа што сепак не видел светот отворен во кивот. Не, тој кога стапна, како да бил таму со илјадници големи. Тој го знаеше секој агол од манастирот. Тој сам отиде, сам се поклони. На сите им е забрането моштите да ги допираат, на Леон му е дозволено и да го бакне. На Леон му беа луѓе кои што беа сведоци на тоа, кои што може да го посведочат, на чудата кои што Свети Василий на Леон му ги дозволи. Едно исто такво нешто кое што јас го добив и сакам да го претворам во љубовта и од љубов која што ја чувствувам и сакам како да му ја дадам и да ја дадам и на македонскиот народ и со благослов, да ќе започнам корицата и веќе направена, дизајнирана на македонски јазик за Свети Василий Острочки, затоа што ние ја немаме тука. И веќе јас почнувам да го реализирам тој дел. Здравје, ќе се соочиме со нешто, едно ново дело, каде што и тоа го имам објавено, само за Свети Василий го немам. И тагата има име. Сите ние имаме тага во себе. И сите ние се соочуваме со некаков проблем и предизвик. Така да убаво е да се посетат, убаво е да се видат. Не е битно кои сме, што сме, не е битно како изгледаме и да не се критикуваме. Многу е битно што носиме во себе и како ние се чувствуваме. Ако јас се чувствувам исполнета од внатре, зашто би се замарала кој како изгледа од навна? Или дали јас на никого ќе му кажам дали треба да цигари да конзумира или алкохол? Не, јас немам право тоа да му го кажам. Амила, тука некаде ќе го заокружиме разговорот. Јас ти благодарам за овој кафе муабет, за твоите искрени, како да кажам, за твојот искрен одговор на сите оние прашања кои што беа дилема за да ги разјасниме, а исто така ти посакувам да останеш и понатаму гласот на тишината, да бидеш гласна и да бидеш мајка карпа, што се вели, мајка борец и да бидеш секогаш тука за своите деца, нели, за да можеш во секојдневието да се најдеш за оно што ним си им потребно и да ти дава Бог сила. Јас ви благодарам многу на поканата и конечно да се зборува за нешто што многумина не го изговараат. И ми беше многу чест да бидам да зборувам токму за оно што не сум проговорила. Сум го зборувала само со многу мал дел луѓе од обкружувањето, но еве сега нека слушне целата јавност. Јас сум таа која што сум. И драго ми е како поддршка што ве имаме. Сам јас и Леон и од името на Леон ви се заблагодарувам затоа што тој често чита, ги чита и коментарите на луѓето и ни воопшто не им се замара, туку само им се смее, што самиот кажува, не знам, имаше таму некои коментари, самиот се смееше на тоа, вика види мамо, што пишуваат луѓето. Тие самите се во очите на Леон. Но тој пак самиот како што кажува, јас им простувам на сите, па они дали ќе може сами на себе си да си простат, тоа е тешко. Остани силна, а ние се гледаме повторно во некое друго кафе муабет што ќе го договориме за некој период. Ви благодарам, многу се гледаме.